Шарената револуција ја зафати и Државната изборна комисија. Демонстрантите, пред да ја обојат зградата во која е сместена оваа комисија, на полицајците им поделија кабаници за да се заштитат од балоните со бој. Тие отпред Државната изборна комисија порачаа дека нема да дозволат да се одржат избори без прочистен избирачки список. Додека траеше протестот, во позадина на звучници се слушаат дел од преслушуваните разговори што минатата година ги објави опозицијата, кои се поврзани со изборен криминал. Добар ден. Со паролата диктаторски изборен криминал, демонстрантите порачаа дека сакаат избори на кои граѓаните ќе гласат слободно и достоинствено, без уцени и измислени гласачи. Избори на кои ќе победат идеите, а не притисоците. Оваа Државна изборна комисија евидентира и се формално правно писмени изјави од граѓани кои се наоѓаат на избирачкиот список, дека лица посочени од контролорите, од самите представници на Државната изборна комисија не постојат, ги нема. На подржувачите на шарената револуција вечерва им се приклучи и поранешниот евроамбасадор Ерван Фуере, кој даде подршка на работата на специјалното јавно обвинителство и истакна дека не се исполнети услови за одржување на избори.